Наоѓајќи се во првиот ден од страдалната седмица, Велик понеделник, православната црква го чествува споменот на преподобната Марија Египетска. Велик понеделник на прекрасниот Јосиф. Понеделникот пред Пасха. На светиот и Велик понеделник се сеќаваме на блажениот Јосиф. Прекрасниот. Се сеќаваме и на од Господа проколнатата и сушена смоква. Почнуваат светите страдања на нашиот Господ Исус Христос, а пред тоа како на негов преобраз се сеќаваме на прекрасниот Јосиф. Јосиф беше син на патриархот Јаков, син кој што му го роди Рахила. Омразен од своите браќа заради некои сновиденија, Јосиф прво бива фрлен од нив во длабока јама. Запотоа браќата со крвавата облека да го мамат татка си, дека Јосиф го растргнале зверовите. Потем, за 30 сребреници, Јосиф бива продаден на исмаилќаните кои што повторно го препродаваат на Петефри, управникот на евнусите кај египетскиот цар фараонот. Кога фараоновата господја безумно се нафрлила на целомудрениот младич Јосиф, тој не сакајки да направи беззаконие, побегнал, оставајки ја својата наметка. Таа го наклеветила пред господарот и Јосиф бива фрлен во окови и мрачен затвор. Потоа, поради толкувањето на соништата, го изведуваат од затворот, го представуваат пред царот и Јосиф постанува господар на сета египетска земја. На крајот, при продавањето на пченицата, им се открива на своите браќа и благочестиво, проживувајќи го целиот живот, умира во Египет, бивајќи сметан покрај другите доблести и заголем во целомудреноста. Тој е праобраз на Христа, бидејќи и Христос страда од неговите соплеменици. Ученикот го продава за 30 сребреници, го фрлаат во темна, мрачна јама во гроб, откаде што самовласно станувајки се зацари над Египет, тоест над секој грев и целосно победувајки го, владее на целиот свет и според човеколюбието не искупува со таинственото давање пченица, леп предавајки се самиот себе за нас и хранејки не со левот небесен своето животоносно тело. Од тие причини сега се споменува прекрасниот Јосиф. Заедно со тоа се сеќаваме и на исушената смоква од Светото Евангелие, бидејќи божествените евангелисти, токму Матеј и Марко, говорат за тоа веднаш по споменувањето на гранчињата. Таинственото толкување на Исидор Пелусиот е дека смоквата е дрво на непослушанието, чии што листови престапниците ги употребиле за покривање. Причината за споредбата на гревот со смоквата е очигледен, бидејќи и гревот дава пријатно задоволство, гревовна наслада, но потоа доаѓа горчината на совеста. Всушност, отците тука го ставаат расказот за смоквата заради умиление, како и расказот за Јосиф, бидејќи е праобраз на Христа. Неплодна смоква е секоја душа на која што и е тук секој духовен плод, кој што Господ наутро, тоест после овој живот, не наоѓајки се себе во неа, ја исушува со клетва и ја фрла во оган вечен. И таа постанува како некаков исушен столб, кој што ги застрашува оние кои што не донесуваат плодови достојни на доблести. Света Марија Египетска. Житието на оваа светителка го напише ерусалимскиот патриарх Свети Софрониј.
Еден свештеномонах, старецот Зосим, се оддалечи еднаш за време на честниот пост во задјорданската пустина, на растојание од 12 дена одење. Одеднаш здогледа едно човечко суштество, суво, голово тело, со коса бела како снег, кое веднаш почна да бега од погледот на Зосим. Старецот долго време трчаше додека онаа човечка прилика не прилегна во потокот и не викна: "Аво Зосиме, прости ми заради Господ, не можам да ти се обратам, зашто сум гола жена." Тогаш Зосим ја дофрли својата горна наметка и таа му се јави. Старецот беше застрашен од звукот на своето име што го изговорија устните на таа непозната жена. На негово долго настојување жената му го раскажа своето житие. Таа била родена во Египет и од својата 12-та година почнала да живее развратно во Александрија и во разврат поминала цели 17 години. Гонета од блудниот телесен оган еден ден седнала на кораб што пловел за Ерусалим. Кога пристигнала во светиот град, посакала и таа да влезе в црква и да му се поклони на честниот крст. Но некоја невидлива сила ја задржувала и не ја допуштала да влезе. Во голем страв погледнала во иконата на Пресвета Богородица во припратата на црквата, молејќи се кон пречистата да ја дозволи да влезе и да го целива честниот крст, исповедувајќи ја својата грешност и нечистотија, а ветувајќи дека по ова ќе поиде таму каде што ќе упати Богородица. Тогаш и било дозволено да влезе в црква. Откако го целивала честниот крст, повторно излегла во припратата пред иконата и се заблагодарила на Пресветата Богородица. Но во тој миг чула глас: "Ако го преминеш Јордан, ќе најдеш мир." Таа веднаш купила 3 леба и тргнала кон Јордан, каде што стигнала истата вечер. Утредента се причестила во манастирот на Светиот Јован и ја преминала реката. Во пустината поживеала цели 48 години. Во преголеми маки, во страв, во борба со страсните помисли, како со диви зверови. Се хранела со зелје. Сега таа го замоли Свети Зосим идната година да дојде на брегот на Јордан и да ја донесе причест, ветувајќи му дека ќе дојде да се причести. Следната година Ава Зосим дојде на брегот носејќи и света причест, а се чудеше како светителката ќе го премине Јордан. Во тој миг виде на блесокот од месечината дека таа дојде до реката. Ја прекрсти и појде по водата како по суво. Кога ја причести, го замоли идната година да дојде кај истиот оној поток каде што се видоа прв пат. Ава Зосим појде и на тоа место го најде нејзиното мртво тело, а над главата надпис: "Погребај го ова, Аво Зосиме, на ова место телото на смирената Марија, предај му го правот на правот. Се представив на 1 април во ноќта на спасоносното Христово страдање, по причестувањето со божествените тајни." Од овој надпис Ава Зосим го дознава низиното име, а второто страшно чудо дека таа претходната година, истата онаа ноќ кога се причести, стасала до овој поток до кој што тој мораше да патува 20 дена. Вака Зосим го погреба телото на чудесната светителка Марија Египетска. А кога се врати во манастирот, ја раскажа целата историја на низиниот живот и чудото кое што самиот го виде од неа. Така ја прослави Господ покајаната грешница. Света Марија се споменува и во 5-тата недела на честниот пост. Во тие денови црквата им ја предочува на верните како пример за покаяние. Се упокои во Господа околу 530-тата година.